12 на минути пред точно 8 часот. За многумина денот започна можеби многу порано или се разбудија порано утрово. За некои во моментов се будат, а некои веќе можеби успеале да ги реализираат своите спортски активности, особено ако изборот за тоа е токму утрото. Тоа најчесто е избор и на нашиот Кокан Ајановски или добро познатиот маратонец, добро познат на македонската јавност, особено оние кои што се дел од неговите тренинзи, но и на сите други, со оглед на тоа што секогаш е добар мотиватор кога збориме за спортски активности, особено за трчањето. Кокан, ти посакувам убаво утро, те гледам, добро утро и можам да забележам дека си негде внатре, дали си дома или некаде на друго место, не знам, но ми е чудно, бидејќи очекував да те видам надвор. Да, добро утро Ивана, баш ми е драго, поздрав до сите гледачи на телевизија Телма. Точно, сега сум дома. Затоа што обично кога трчам не носам телефон, денеска немав некој утрински тренинг со некој од луѓето што ги тренирам. Така што јас станав некаде 5:30, веќе во 6 часот отидов да трчам и како што се договоривме да бидам тука околу 7:30 да се вклучам на овој видео повик и затоа не сум надвор, инаку реално овој период најчесто сум некаде на кеот на Вардар или во паркот. Да, тоа е познато и веројатно многумина кои што тоа го практикуваат наутро и те сретнуваат, но ете, доволно одговорно според она кое што се договоривме и како што се договоривме за да можеме да се слушнеме на еден ваков начин, што значи ти си турба уште од 5 часот наутро и тоа е практично дел од твоето секојдневие или навика која ја практикуваш од одамна, ранобудец со спортски активности од рано наутро. Нашата тема во ово утринско будење, покрај тоа што ќе сакаме да слушнеме и кои се новините кај тебе доколку ги има, е и како да останеме мотивирани во текот на есенскиот период. Ќе почнеме со ред. Ајде во контекст на ова, бидејќи ја пречекавме веќе есента, но есенските температури наскоро ни пристигнуваат и многумина од нас често во есента знаат малку да се демотивираат, малку да не фати таа можеби есенска летаргија, па и да затаиме со вежбањето или трчањето. Што најчесто тебе те мотивира и со оглед на тоа што одржуваш таа константа со години, а имаш и успеси меѓу другото, што е тоа кое што те мотивира секојдневно? Да. Баш интересно кога ме баравте претходно да пробаме технички дали ќе се воспостави добро овој видео повик, случајно видов дека минатата година, ако ви се верува точно на истиот датум, да сте ме вклучиле баш на 25 септември 2024 година. Тогаш памтам беше од паркот, од градскиот парк, и поентата на ова ми е да кажам дека поминала уште една година, а уште една година јас ги правам истите здрави животни навики и тоа е пораката до секој од нас, до секој што така да направи нешто добро за своето тело, за своето здравје, да проба да размислува на долги патеки и како тоа што ќе го прави да му стане начин на живот. Така што дефинитивно кога и после една година и не само овој пример кој што случајно го кажав, тоа кај мене трае целиот живот, затоа што како што кажав пред малку, тоа ми станало начин на живот. Секој од нас нека си пронајде што е она што го исполнува, што го прави среќен, и тоа пополека, ако ја нема таа навика можеби во моментот, да размислуваат како да успее да имплементира и да му стане начин на живот. Затоа што ќе стане начин на живот, тоа не е обврска, тоа не е некој задолжение, тоа е секојдневие. Сега, како што кажа, доаѓа есента, односно дојде есента, многумина од нас можеби сме веќе носталгични за летото, затоа што летото е период од годината кога сите се најстрикни, се оди на одмори, постојано сонце, а сега почнува помалку, и денеска малку капеше кога бев да трчам, почнуваат и некои тмурни денови, иако имаме среќа да биде повеќе сонце кај нас нели во Македонија, сега да си најдат убавина и во есента. Во секој период од годината, во секој ден, да си пронајдат некоја убавина и нешто што ќе ги мотивира, што ќе ги инспирира да бидат константи. Така што сега во овој период годината, точно заврши летото, меѓутоа наскоро ќе дојдат и најубавите бои нели во природата, ќе ги имаме буквално сите бои, така што
повик до сите да излезат во парковите, да се качат на планина, да уживаат во природата и тоа можеби нека биде нова инспирација и мотивација да започнат некои навики, да ги одржат и кога ќе дојде зимскиот период да бидат мотивирани токму од овие навики, затоа што знаеме кога ќе дојде зиму пак ќе биде уште потешко, потмурно и ова нека биде нешто што ќе не носи и вози во периодот кој што следува. Така е, зимото пак особено тоа може да ни се случи, заради тоа што имаме и загадување, знаеме, во Скопје, но затоа пак имаме избор да отидеме на планини малку да планинариме, со оглед на тоа што и тоа е една одлична спортска активност. Ја споменав константата, бидејќи токму тоа е клучот, ако збориме за сите оние кои што се физички активни или кои што моментално се мотивирале и во одреден временски период знаат да вежбаат било што или да практикуваат било каков спорт, но никако тешко е да се одржи таа константа, а тоа е всушност и клучот за успехот и меѓу другото ти си и пример за тоа. Па од тука би те прашала што е она кое што во моментов е ново и актуелно кај тебе, ни се приближува и Скопскиот маратон, дали може би планираш да бидеш дел од истиот или пак може би низ други маратони, не само кај нас, тука и надвор од нашата земја, што е ново? Да, па ете, јас некако сум направил животот да ми бидат активности кои ги сакам, кои ми се повторуваат, затоа што тие пред се ми исполнуваат. Така што во различниот период од годината, она што е секогаш исто и присутно кај мене се оние трки, оние настани кои ме исполнуваат, кои ме прават среќен. Така што и еве и ова есен продолжува на ист начин. Се ближи Скопскиот маратон, најголемата спортска манифестација во Македонија, која што ќе биде следниот викенд. Така што ете, насочен сум кон тоа, привршувам со подготовките за оваа трка и не само јас, туку и целиот тим на нашиот атлетски клуб. Сите ние ќе трчаме, ќе земеме учество и потоа продолжува се како што си било и претходно. Значи, дел сме од државните надпревари на Македонија, организираме ние трки, како што знаете, околу Скопје Сити Мол, значи имаме детска атлетика и тоа се активности кои што се во континуитет во текот на целата година. Имаме и некои проекти, се надевам ќе направиме некои нови во периодот кој следува, меѓутоа пак ќе кажам, тоа се активности кои што ме исполнуваат пред се, затоа и ги правам, затоа го одржувам и тој континуитет и затоа ете тоа ми станало и начин на живот. Така што ќе продолжам да учествувам и на трките, затоа што тоа ми прави убаво чувство, секогаш сум во добра форма, ме мотивира, ми дава можност да размислувам за нови цели, за нови предизвици, нели годините одат. Потешко е да се одржува формата, меѓутоа, ете, тоа е една од убавините на животот. А и спортот не одржува млади, така? Не подмладува и тоа е уште една причина зашто треба да бидеме спортски активни. Меѓу другото и фотографиите кои што ги имаме од тебе во текот на нашиот разговор го прикажуваат и твоето дружење преку спортот со најмладите, за кое што и многу пати сме зборувале. Многу е потребно и неопходно младите да се активираат и не само тоа, туку и да се создаде нивната љубов кон спортот, конкретно кон трчањето, ако се пронедат во тоа. Ти ја имаш дел и таа мисија, да ја пренесуваш љубовта кон спортот и трчањето кај младите и за среќа тоа се уште трае, а можеме да бидеме исто така среќни, бидејќи гледаме се повеќе млади, не само деца, и ако зборуваме за млади кои што сакаат и да трчаат и се зголемува бројот на оние кои што учествуваат на трките или на маратонот. Така да верувам дека ќе се согласиш со мене, впечатокот е дека има напредок и се зголемува бројот на оние кои што се вака активни. Точно така и нема поубава мисија од тоа да мотивирате, да инспирирате дечиња, да покажете со личен пример, да ги научите да тие стекнат исто такви здрави животни навики, љубов кон спортот, љубов кон физичката активност, преку дружба, преку смеа, преку игра, да го започнат својот животен пат, на патот кон успехот, да кажам, на оној пат кој што ќе им донесе многу среќа, задоволство, исполнетост, здравје пред се во животот, да можат да чекорат на здрав и успешен начин. Тоа е една мисија која што е прекрасна. Ете, веќе пола деценија сме дел и од такви активности, а и не само децата, било кој доколку започне да спортува, доколку одлучи да промени некои навики во исхрана, едноставно да живее здрав и поквалитетен начин на живот,
ние сме успеале во тоа, јас би бил пресреќен, така што ете, мојата мисија продолжува и се надевам ќе биде успешно како и до сега сите овие повеќе од 2-13 години. Така, ти посакувам успех, Кукан, ти благодарам што денеска беше дел од утринското будење, не вметна некаде во тие утрински обврски или задоволства или ритуали, како и да ги кажеме.